кај нас прометот е намален 100%. Значи, нашиот промет е доведен на нула, така да ние не бевме погледнати на некој друг начин. Така да кога зборуваме за секторот туризам, зборуваме и за туристички агенции, и за превозници, и за пратителите, односно водичите кои што сме врзани од сето ова, кои што сме плаќале даноци на државата, кои што сме носеле туристи во државата, кои што трошеле овде пари, односно придонесувале во буџетот, и тоа што сме носеле надвор туристи, исто така ние сме плаќале даноци и сме придонесувале за нели во буџетот на оваа држава. Ова е моментот кога ние бараме државата да не помогне. Доколку и натаму нема одговор ниту од државата, ниту од институциите, буквално ниту од никого, што планирате наредниот период да преземете, бидејќи споменавме дека во знак на револт секако ќе се излезе на улица? Нормално, јас мислам дека нашето трпение беше и повеќе од доволно. Ние не работиме, односно многу агенции се затворени и воопшто немаме промот од негде околу 10 март. Тоа се веќе 5 месеци скоро, значи како ние не работиме. Нашето трпение мислам дека беше доволно. Чекавме, прво воопшто ништо не зборувавме, да се среди здравствената ситуација, не е проблем економијата, ќе се издржи, ќе биде се во ред. Меѓутоа кога видовме летото, за кое што ние имаме дадено пари за закупи, значи нашите пари се вложени кај нашите партнери и ќе ни ги префрлат за 2021, да, меѓутоа како да издржиме 2020, за 2021 ние да ги искористиме. Да, нашите средства, а и странки кои што уплатиле со first minute патувања од ноември, декември, јануари, како и тие ќе може да си ги искористат своите средства во 2021. Значи овде сме многу луѓе зафатени со сето ова, ако нели нормално ние не можеме да издржиме 2020 до крај. А ако продолжи вака, ние за жал нема да можеме да издржиме 2020 и ќе мораме да ги одјавиме сите вработени, да се одјавиме самите себе, да ги откажеме сите тие дуќани и да ставиме клуч на врата. Тоа ќе биде неизбежен моментот на банкрот на туристичкиот сектор, доколку не добиеме помош.